Прва категорија. Програми наменети за целата публика. Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери филеви. Ама тој пусти Мастрикс, не можеше да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеше да заборавиме. Кога се растуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симоншевци. Воските на Иван и на Афродита, на Огридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени правеа и тога пропадна за мајкот. Населбата Месокастро лежи на ридот Дебој над Охридската чаршија. Малата има тесни калдърмисани улички, а куќите се со поглед кон езерото. Тука живеат голем број охридски семејства, кои се староседелци, а меѓу нив е и фамилијата Зимбови. Во следните минути ќе се навратиме на корените на ова градско семејство. Историјата за семејството Зимбови ни ја раскажува Милка Зимбова-Антич, една од потомците на Охридскиот комита Васил Зимбов. Нејзина голема желба е да ја оживее семејната историја и споменот на незиниот дедо Васил и предците од податоците кои ги дознала според кажувањата на татко Илјо и баба Иленка. Тетка Милка раскажува за потеклото на семејството Зимбовци. Ние сме биле, не знам што ми кажувале дека сме биле тие пра од некоја село Мат, близу Албанија. Али кога се доселени, како се изгледа, пред многу години доселени се во оваа куќа во Месокастро, овој дел кај што сум сега јас, таа е старата куќа наша. И тука живеела баба ми Ленка, дедо ми Васил Зимбо, што сакам баш за него да кажам најпојке. И баба ми Ленка имала уште две момичина кои починале и останал само татко ми Илјо Зимбо. Побара дали постоиме некаде во Заводо, Зимбовци, како Зимбовци не постоиме. Ние фактички, пошто сме биле од село Мат, сме се презивале Матилови. Ние сме биле Матиловци. Го памтам од Тилче Матил, што беше директор во текст, татко му првиот Матилови тие беа првиот татко му и мајка му на визита иде, први брачани со татко му биле. Роднини. И ние, али бра, која баба била таа, некоја не знам која баба, се викала баба Зимба. И сега, кој ке опитал, кај одиш? Кај баба Зимба. Кај одиш? Кај баба Зимба. Кај баба Зимба, кај баба Зимба. И кај ош? Кај баба Зимба, и ние сме останале по баба Зимба, Зимбовци. И така сме сега ние Зимбовци, години веќе Зимбовци. Кога веќе дедо ми Васил бил Зимбо, значи може да замислиш ние колку години сме биле Зимбовци по баба Зимба. Која била таа баба Зимба, јас не... Кај можам јас да знам. Во средината на 19 век во Месокастро, во семејството на прадедото и прабабата Зимбови им се родиле 3 деца – Ленка, Александар и Васил, раскажува тетка Милка. Се викал Јане и Марија. Се викале од
Дедо ми Василја, мајка му и татко му се викал Јане и Марија. Јас не се сеќавам добро, ама ми се чини дека прво умрел Јане, го закопале, или прво умрела мајка му од дедо Василја, прво умрела, ко се вратиле од нагробишќа, бил умрен веќе дедо Јане. Значи, у исти ден двајцата. Да, така. Јас мислам, тоа се сеќавам дека така е, така било. Да, го кажувале и се сеќавам дека умрени се двајцата во еден ден. Едниот го закопале, кога се вратен, другиот умре. Нивната ќерка Ленка се мажи во семејството Мишеви. Синот Александар умира многу млад, додека Васил се жени за Ленка од охридското семејство Балевци. Од Балевци, баба ми Ленка беше од Балевци. Имаше двајца браќа, Димуш и Јован. И сите Балевци ни се родни ни нас. И до душе тогаш ко се зеле, тогаш со пари, со злато, чејзо и работи, баба ми Балевци биле богати. И на баба ми ја дале мираси со пари. И често пати одевме на гости кај Балевци, кај сите Балевци сме одени. Во периодот кога Охрид бил под османлиското робство, дедо и Васил бил комита. Се одметнал во планините и живеел во илегала, за да си го заштити семејството и синот единец Ило, кој се родил во 1903 година. Васил Зимбо бил комита. Само по планините бил. И се пазил да не го види некој, и зато ние, нажалост, немаме слика негова, за да не кажи некој, го видовме Василја Зимба. И зато татко ми мој уопште не се сеќава на татко му. Тој се плашил да го види детето негово, татко ми Ило, дедо ми Васил да го види детево свое, татко ми Ило, да не кажи некому го видов татко ми. И зато тој уопште нити се сликнал, тој бил повеќе по планиниве. Чак имал кај Балавановци долу Ан. Тој го држал, што идале овие од планиниве, салјани што носеле, како што знам таму, главном тука некаде се сретнувал, ама дома со баба ми сигурно потајно, затоа што татко ми не го паметни. Двајцата дедовци на Милка, и по татко и по мајка, биле комити во четата на храбриот охридски војвода Аргир Маринчев. Охриѓани за нив испеале и песна. Турците го барале дедо ми Васило Зимба и тој бил со четата на Аргир Маринче. Зато и се пеет песмата. Тој е првиот Аргир Маринче, вториот Васил Зимбо, третиот Јанко Димитриев. И тој му е татко на мајка ми. И двајцата дедовци, Васил Зимбо на татко ми татко, а Јанко Димитрош на мајка ми татко. Така да тој многу се пазел, од да не го видет. Еден ден, валда дошол дома и на баба ми е рекол, Ленко, ке ми го изваиш илчета да го видам, тука долу овдека кај нас имаше едно џиз од оздола. Јас ке бидам ке Куртелевови долу, а ти ке ми го качиш детево на џиздо за да го видам. И баба ми, како што е рекол, дадо ми го изајла татко ми таму и тој го видел, валда. Сигурно детево си го видел.
И оттука си отишол во Варош, се скрил во некоја куќа на таван. Јас не знам кој го предал, углавном по татко ми, кој што кажеше, го предала некоја жена, дедо ми Василе, и го фатиле турците. На таванот го предала, рекла дека Васил Зимбов се кријат во таа и таа куќа во Варош некаде. Каде то, како, јас то не знам. И го фатиле дедо ми Васил. И кога го фатиле, него го врзале во пранги тогаш, како било. И го сметнале по чаршија и со барабанче тропале и викал тој со барабанчето, излезите народе, го фативме Василя Зимба. Тетка Милка, според кажувањата на татко Ило и баба Иленка, ја раскажува трагичната судбина на дедо ѝ. По предавството и апсењето е осудена казна затвор, а неговиот живот трагично завршува во 1913 година, кога синот единец имал 10 години. Тој оттука го клале во затвор овдека, во Охридскиот затвор некое време валда бил тука, и после оттука го однесе во Битола. Во Битола колку години лежал, не знам. Меѓутоа, има таму во Битола тој некој пријател Меанџија, што стално, зашто тој и таму одел, и поселава одел, но му носел пари, нему да му ги чуваат на овој Меанџијава. А јас то не знам кој, ама имал тој пријатели и многу турци. Дедо ми Васил имал пријатели и турци. И еден многу добар пријател, мене то ми го кажа Тошко, јас не знам за то, дека тој турчинот го издаил дедо ми од затвор. И кој излегол од затвор дедо ми Васил Зимбо, отишел ке Меанџијава право, и му рекол, пријатели биле многу, зашто и нему му давал пари да му чуват за пушки, да купи, само по планини бил, тој бил комита. И му рекол, рече, излегов од затвор, да ми ги дај сега парите, заминувам поново планина. И тој му се спротивил, рекол, не ми даде ти мене пари. Како рекол, не ти дадо пари, ние сме пријатели од век што се били стално кај тебе ги носе парите. И тој, зашто дедо ми бил многу крупен, висок, крупен, тој изгледа на брат ми Тошко е тако. Висок беше и татко ми, само татко ми беше послаб, па дедо ми бил многу крупен и тој се уплашил овај Меанџијата и му рекол, седи Василе, ке ти донесам парите. И дедо ми рекол, донеси ми едно шише ракија. Тоа веќе го знам од татко ми, што ми ги има кажено. Му донесол едно шише ракија и сега изгледа му фрлил нешто овај во ракијата. И дедо ми цело шише го испил ракија. И кој е испил ракијата, така му дошло некако, цело шише го испил и почнал да се кини целиот, да се слекви, да се кини. И кошли све, и така е, сега дали одма починал или другиот ден не знам, углавном така починал дедо ми. Значи е отруен дедо ми. И сега, тогаш било, не е ко сега да имат кај да можеш да одиш, нити знаела баба ми, нити знаела сестра му. Баба му, тој имал сестра Ленка, се викала мажена во Кемишевци. Овде, сестра му бела таа, и тие две, како да оде тогаш, нисто магарина, било снег, не се одело во Битола, и тие не ошле. И уопште не знаеше баба ми ке е закопан дедо ми,
Васи. Татко Илјо Зимбо многу години подоцна сосема случајно дознава каде е погреба неговиот татко, кој никогаш претходно не го видел во својот живот. Во една прилика, една снаг од Битола браче до прва на татко ми почина и ние бевме, јас бев со татко, тоа веќе знам, тоа веќе бев голема. И бевме на погреб и еден пристар човек му вели на татко ми, ти Илјо Зимбо си? Рече, да, јас сум Илјо Зимбо. Знаеш кај е татко ти закопан? Татко ми му вели, не знам. Позади, то беше Свети Димитрија црквата во Битола, позади олтарот имаше една голема плоча, тоа е видов, тука бевме со татко ми запаливме свечи, и една голема плоча рече, овдека е закопан татко ти и Александар Туричи. Овде се позади олтарот закопани се Александар Туружи и татко ти. Тогаш разбравме ние дека дедо ми ке е закопан. Баба Иленка и татко Илјо по смртта на Васил останале сами да се борат во тоа сурово и тешко време. Пошто баба ми Иленка немала откаде да го издржава татко, јас памтам, тоа имаше разбој. Горе поставен разбој и баба ми Иленка идаја од секаде идаја тајткаеше, чашафи, церги, килими, све. И го издржавала татко ми. Татко ми мало останал без татко. Мада и сестра му од бившеци му помагала нешто, меѓутоа не е тоа. И баба ми го пуштила татко ми да работат на 9 години во Белвик. И така, животот му бил тежок, на вистина. Меѓутоа, татко ми работел, баба ми ткаела. Тетка Милка во сеќавањата се навраќа на татка Сило, кој никогаш додека биле помали не им зборувал на своите деца за тешкиот живот поминат без неговиот татко. Денес, тетка Милка со многу емоции се сеќава на неговата грижа кон нив. Веројатно сакаше да ни ја пружи татковата љубов и топлина која тој не ја почувствувал во животот, раскажува денес тетка Милка. Татко ми никогаш, валјда му беше жал, никогаш не зборваше за татко. Никогаш. Само нас ни кажеше, баба ми Ленка ни каже и татко ми ни кажеше. После како откако веќе го разбравме кај е умрен, како е умрен, све, после ни кажеше тој дека тешко живеле со баба ми. Двајцата останале. Порастел татко ми, угостител бил цел живот, до 65 години угостител бил, беше, дур се пензионира. Меѓутоа, ние, ако бевме 6 деца, ние никогаш не осетивме, не бевме богати, меѓутоа не бевме ни од најсиромасите. Способни беа и мајка ми и татко ми. Мајка ми на ламба, на вечер плетеше шалој и ги одеше во Дебарца, ги носеа за брашно, за кромпири, за работи, така не гледа, а татко ми работеше као кенлер и фала му на Бога, сите деца, 6, имавме, ето така, едниот заврши академија, најстариот, па сестра ми Роска заврши средно трговачко, па јас си завршив на занетот средно, си бев шнајдерка години, па после Љупча го пуштија во Загреб, пошто Љупчо као да го наследи татко ми, тој беше
угостител Лјупчо, ојде за сладкар во Загреб, беше неколку месеци као на обучавање. Па Тошко беше механичар, во Галеп работеше, сестра ми Вите исто беше во Отекс запослена, така да сите деца не извадоа на пат и фала му на Бога, сите се маживме, се женавме, сите створивме фамилии, породици. Убаво живеевме, патриархална фамилија беше, мајка ми, татко ми многу не воспитаа. Јас памтам кога не носеше мене и Роска, честопати мајка ми не носеше во Белви. Таму имаше и музика и све, и ке речеше за вечера ке ве земам во сабота да дојде во Белви, игранки, музики, то све беше. И ако застане свитка на вака, че поминеше и само вака ке ме чукнеше по плешчите да се испрам, така не се седи, рече, во кафана. Така да од мали не воспитаваа како треба да се понашаме. Кога си идаше, јас памтам, имаше една фурна, ваму ке Киново ново, тука имаше една фурна и валјда кутриот, али од бакшиш или од шо, ке ни донесеше цела вака табла сарајли и ке речеше голубе, ајде скоривај ги дечината да ми поручат. Значи, стварно се бринеше, никогаш кога беше, например, празник, никогаш не остава да не ни купет нешто, можда нешто посиромашко, меѓутоа секогаш бевме пристојно облечени, пристојно, сегде кај што ке одевме, не носеа по цркви, ево сега ке ги видите сликиве, кај што кога год имаше некаде панаџур, сите другари, татко ми имаше многу другари, сите другари се береа со се деца, со се сите ке не однесеа, дури и со чалги, и со музики, ке поселеа, мислам, долу, послано све испоседнати, кој што имал од дома донесол, јади, пи, така да многу убаво детство имаме поминато со ними, не носеа секаде по црквиве. Нане, мила, нане, црни пешачина. Баба Иленка доживеала длабока старост и умрела во 1956 година, се присетува тетка Милка на својата сакана баба. Баба Миленка умре жива умре на 96 години. Баба ми Ленка беше многу витална жена, една висока, татко ми беше исто висок и баба ми Ленка беше витална жена, висока и со мајка ми 30 години живееа. Ко почина баба ми, татко ми беше на работа и го пуштивме Ристе Миша комшијава да му кажи и тој не беше болна многу, од старост умре, меѓутоа ако лежа 2 месеци, толку ако лежа, појке не, и овде да му кажи, стварно, му беше многу жал. И сите ја жалавме, затоа што ние со неја растевме. Род ми беше Стефан Куртела, четвртиот беше Јанко Димитров. Случајно пронајден џамадан кој припаѓал на дедото Васил е единствениот предмет кој останал зачуван од заборав на една фотографија на која е сликан татко Ило, раскажува Милка. Таа облека беше веќе измолена све. Знам, јас прво ми ја зеде Илчев, внук ми покојни, и после донесо, фрли тој таму, и јас ја зедов, ја искарпив све, и однесов да ја конзервират во
музеот и во музеот е конзервирана тој елегот и тој џамаданот со тие, тој џамаданот ракаите беа вака. Не е да и пикниш натре, него висеа тие ракај, тука мислиш и на сликата се пулит. И јас ја однесов таму да е во конзервација да ја направат во заводот. Семејството на Илјо Зимбо броело 6 деца и нивните потомци денес со гордост се сеќаваат на своите предци. На секој семеен повод се пее песната за војводата Аргир Маринчев и нивниот прадедо Васил Зимбов, напоменува Милка Зимбова Антич. И дури сега некаде кога одиме, кога се собериме сиве, свадби кога имаме. Ние првата песма ја нарачваме за Васил Зимбо. Одзгоре иде 7-8 души, наглава носет црни шапчина. И првиот беше Аргир Маринчев, вториот беше тој Васил Зимбо. И ние сите на глас пееме, третиот беше Јанко Димитриев, сите наред 7 души во таа група бил дедом и Васил. И многу ми е драго што ето на овие години, јас веќе не сум млада, меѓутоа фала му на Бога Господа, што ме држи памтењето, да можам да кажам нешто за дедом и Васил. Зашто немаме ние слика него. Не. Наžalost. Децата на Ило и Голабе Зимбови покрај тетка Милка го сочинували и браќата Ѓоко, Љупчо и Тоше и сестрите Роска и Викторија. Потомците на комитата Васил Зимбов денес живеат во Охрид, Скопје, Загреб и Берн, Швајцарија. Ама тој пусти Мастрикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да заборавиме. Кога се растуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симунчевци. Коските на Иван и на Афродита, на охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинки гумени бреја и тога пропадна за мајко нас. Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од Бисери Филеви.